Петок, 17 април 2026, добра вечер, започнува дневникот на КТВ. Општина Кавадарци продолжува со континуираните активности за модернизација на градската инфраструктура. Одделението за улично осветлување започна со поставување на нова, енергетски ефикасна лед расвета на повеќе клучни локации во градот. Овој проект е дел од стратегијата на општината за подобрување на безбедноста и визуелниот изглед на градот преку имплементација на економични решенија. Тековно се работи на следните локации: Западен булевар позади Мак Петрол, улица Пане Иванов, булевар Мишош Картов. Од локалната самоуправа информираат дека вредноста на договорот за овој проект изнесува близу 2 милиони денари со вклучен ДДВ, а работите ги изведува фирмата Елмонт Електро од Скопје. Нафтената криза по војната на Блискиот Исток нема да има последици за граѓаните и бизнисите, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски. Најпрво сакам да кажам дека на состојбата со нафтата и нафтените деривати, дизел горивата, безоловните бензини, керозинот и така натаму, се во исклучително добра состојба. Ние како држава во овој момент не гледаме во ланецот на снабдување било какви предизвици. Во постојана координација сме со снабдувачите и од тој аспект ние не гледаме опасност за нашите граѓани и за нашите бизниси. Има доволно количини и во државните резерви, но и во цевководот, кој што го поврзува Солунското пристаниште со рафинеријата Окта, кој што е веќе функционален и оперативен. Така што не само што имаме доволни количини за нашите граѓани и бизнеси, зголемена е потрошувачката во одредени пикови од денови до 30%, поради тоа што голем дел од граѓаните на соседните земји доаѓаат кај нас и точат гориво. Притисокот е најголем на северната, јужната и западната граница. Зошто? Затоа што кај нас се убедливо најефтини и дизелот и безоловните горива. Кај нашиот јужен и западен сосед цената веќе доаѓа за дизел горивото во висина 2,2 евра по литар. Кај нас е на 1,52, 1,53, значи повеќе од 0,6-0,7 евра по литар поевтина. И исто така на северната граница, тамо да речеме во соседна Србија, мислам негде околу евро 85 дизелот, што е негде отприлика 0,3, односно 30 центи по литар поевтина. Во овој момент не гледаме опасност, исто така со керозинот кој што го извезуваме. Неколку аеродроми во регионот добиваат керозин, таков е Приштинскиот аеродром и некои други, сега да не ги споменувам. Така што во овој момент факт број 1 е дека граѓаните кај нас користат најефтини горива во регионот и факт број 2 имаме доволно количини и сега за сега не гледаме никаков предизвик кој што е поврзан со недостаток. Доколку се случи таков предизвик, тогаш навремено ќе се препакуваме и ќе спремеме нова стратегија. СДСМ поднесе кривична пријава против премиерот Мицковски, како што беше речено на пресконференцијата, пријавата е за рушење на уставот и кршење на законите. Христијан Мицковски повеќе не се крие. Тој е обвинител, судија, кој однапред нарачува судски процеси против опозицијата и неистомислениците. Од позиција на премиер, Мицковски јавно најавува кривични прогони. Таргетира конкретни луѓе од опозицијата и нивните семејства со однапред напишани обвиненија. Неговото "имам чувство" го диктира стравот затоа што знае дека ќе мора да се соочи со одговорноста. Но ова е скандал од невидени размери и представува целосно уривање на правниот и уставниот поредок. И за ова мора да понесе одговорност. Изјавата на Мицковски е сигнал дека судството и обвинителството се претворени во алатка за политичка одмазда и прогон на неистомислениците. Методи својствени на авторитарни режими какви што демократскиот систем не препознава. Затоа СДСМ денес поднесува кривична пријава против Христијан Мицковски за кривичните дела
Злоупотреба на службена должност и овластувања, член 353, став 1 од Кривичниот законник. Повреда на рамноправноста на граѓаните, член 137, став 1 и став 2 од Кривичниот законник. Загрозување на сигурноста, член 143, став 1 од Кривичниот законник. Бараме јавното обвинителство веднаш да постапи по кривичната пријава, да го повика Мицковски на распит и да се спречи понатамошно загрозување на правниот поредок. Нека докаже јавното обвинителство дека никој не е над законите и дека може независно да постапува, а не само по нарачки. СДСМ нема да се повлече пред заканите. Мицковски нарачува процеси, мислејќи дека со тоа ќе не исплаши и ќе запре нашата борба против неговата организирана криминална организација. Но се лаже. Нема да не запре. Да знае дека не му се плашиме. Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста. Филипче се однесува како Алиса во земјата на чудата, СДС е партија на лагите и конструкциите, живеат во свој свет полн со апсурд и фантазија, обвинија денеска од владеачката ВМРО ДПМН. Филипче се однесува како Алиса во земјата на чудата. СДС е партија на лагите и конструкциите, живеат во свој свет полн со апсурд и фантазија. СДС и Филипче, по поразот на локалните избори на кои дојдоа до 130.000 гласови, најмалку во нивната историја, излегоа на пресконференција и велеа дека тоа било одличен резултат. СДС и Филипче, по стратешкиот договор со Велика Британија, со кој владата предводена од ВМРО ДПМН ја стави Македонија на светската мапа и да биде на иста маса со големите светски сили, од СДС рекоа дека овој договор бил за мигранти кои ќе дојдат во март или април, изгора на се и пари ќе сме заработеле за истите. СДС и Филипче ликуваа на тарифите од страна на САД, кои патем ги доби целиот свет, замолкна кога македонската влада потпиша заедничка изјава со САД и се намалија тарифите. СДС и Филипче 7 години беа власт и не успеа да го завршат постмониторингот со Советот на Европа. Дојде ВМРО ДПМН на власт и по помалку од 2 години Македонија го заврши постмониторингот, но според СДС и Филипче тие тоа го направиле. СДС во земјата на лагите и конструкциите, Филипче како Алиса живеат во свој паралелен универзум на кој тие се најдобрите со рейтинг кој се брои на една шака. СДС и Филипче треба да се разбудат од сонот кој го сонуваат и да се соочат со реалноста. Продолжуваме со информациите од спортот. Фудбалските второлигаши утре сабота 18 април ќе ги одиграат средбите од 25-тото коло во кое фаворитите би рекле дека имаат лесни задачи. Скопје пречекува Саса, Охрид е домаќин на Преспа, а Шкендер Рачинова ќе игра со Прилепска победа. Најтешка задача ќе има Штипска Брегалница, која во дербито на Истокот ќе гостува во Радовиш кај екипата на Детонит Плачковица. Во дербито на Југот, Беласица ќе го пречека Кожув, а Осогово ќе го нагости Тетекс. Во дербито на Дното, во Виница, екипата на Слога ќе го пречека Неготински Вардар, а во последниот надпревар во недела, Големо Конјари ќе игра со Новаци. Во третата македонска фудбалска лига, група Југ, во недела 19 април на програмата се средбите од 22-то коло, во кое се среќаваат Млекар Бучин, Слога Лажани Влазними Јуниор, Питогули Тополка, Башкими Ултрас, Дреново Венец и во Велешкото дерби на колото ќе се сретнат Превалец и Борец. Во ова коло екипата на Росоман ќе има тешко гостување во Кривогаштани кај екипата на Младост. Македонскиот лигашки ракомет овој викенд ќе паузира, бидејќи ќе се играат средбите од завршниот Final Four турнир во Купот на Македонија во машка и женска конкуренција кој ќе се одигра во Струмица. Во првото полуфинале кај мажите играат Охрид и Еврофарм Пелистер, а во второто полуфинале се среќаваат Алкалоид и Вардар. Кај дамите во првото полуфинале ќе играат Пелистер и Ѓорче Петров, а во вториот меч
се среќаваат Спартак и Чаир. Полуфиналињата кај мажите се играат денеска, додека кај дамите полуфиналињата се утре на 18 април. Мечевите се играат од 17 и 20 часот. Финалињата се закажани за 19 април во салата Парк во Струмица. Утре сабота, 18 април, ќе се одигра второто коло од кошаркарскиот плей-оф и плей-аут. Во плей-офот на програмата е големата пресметка која може да ја реши борбата за титулата, бидејќи лидерот ТФТ ќе го пречека шампионот МЗТ. Кожув во Гевгелија ќе го нагости Битолски Пелистер, а утре од 18 часот во салата Јасмин во Кавадарци екипата на Тиквеш Голден Игл ќе се сретне со најпријатното изненадување сезонава, екипата на маđари. Кавадарчани во финишот на сезоната покажаа дека имаат квалитет да се носат со сите противници и ќе се обидат да го искористат домашниот терен во своја корист. Во плей-аут сегментот, Феникс во борбата за опстанок ќе му гостува на отпишаниот тим на Ангели. Чаир како домакин е фаворит во пресметката со Куманово, а Гостивар ќе се обиде да стигне до важни бодови во дербито со Работнички. Кај девојките со одигрувањето на седмото коло од оролоџото, формирани се и полуфиналните двојки во плей-офот. Крива Паланка Вардар и Баскет Кам Бадел. Екипата на Крива Паланка со максимални 7 победи во исто толку одиграни мечеви го заврши вториот дел од сезоната и го потврди првото место на табелата, кој им носи предност на домашен терен во финалниот дел, односно во плей-офот. Трите порази поред го ставија актуелниот бранител на титулата, екипата на Баскет Кам на втората позиција. Утре стартува разврската за титулата во оваа конкуренција со средбата Крива Паланка Вардар, а во недела својот прв полуфинален надпревар ќе го одиграат Баскет Кам и Бадел. Екипата на Спорт Тим од Неготино, како последно пласирана, се сели во понизок ранг на надпреварување. На вчерашната жребка која се одржа во Катовице, Полска, македонската женска ракометна репрезентација ги дозна противниците за предстојното Европско ракометно првенство 2026. Женската ракометна репрезентација на Македонија доби исклучително силна група, а избраничките на селекторот Кристијан Грчевски се најдоа во групата Б, каде за противници ќе ги имаат селекциите на Швајцарија, Романија и светскиот шампион Норвешка. На 4 декември годинава го играме првиот надпревар против селекцијата на Швајцарија. 2 дена подоцна се среќаваме со ко-домакинот Романија, а групната фаза ја комплетираме со дуелот против веле силата Норвешка на 8 декември. Сите надпревари од групата Б ќе се одиграат во БТ Арена во Клуж на Пока, која има капацитет од околу 10.000 седишта. Континенталниот собир ќе се одржи од 3 до 20 декември и за прв пат во историјата ќе се одржи во 5 земји. Во Катовице, Полска, во Клуж и Орадеа во Романија, во Брно во Чешка, Братислава во Словачка и Анталија во Турција. А ќе учествуваат вкупно 24 репрезентации, меѓу кои и Македонија, поделени во 6 групи. Ова за нашите девојки ќе биде вкупно 9-ти настап на едно европско првенство или трето во низа. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, во југоисточните делови ќе има услови за краткотраен локален дожд и појава на ретки грмежи. Ќе дува засилен повремено силен ветер од северен правец поизразен долж по Вардарието. Температурата ќе се движи од 11 до 21 степен. Од вторник повторно времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд и појава на грмежи. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатна вечер.